Крушево, на 18-ти, овој месец ќе се случува женски ретрит. Пронајди ја силата во себе. Зашто станува збор, Ксенија Николова е нашиот соговорник во продолжение. Добро утро. Добро утро. Женски ретрит. Што е ретрит? Да објасниме. Ретрит во буквално смисла, ако го преведеме, значи повлекување. Така што, ретрит е нешто што се организира се со цел да се повлечеме од секојневието и да се посветиме на работа на себе, без разлика во која тема ќе се насочиме. Така што тоа е нешто што е доста популарно низ светот и многу се радувам што еве сега го организираме нашиот прв женски ретрит токму во Крушево. А велате кога се соберат повеќе жени на едно место, сигурно нешто убаво ќе се случува, поради тоа што вела често ќе се споделуваат искуства, ќе се зборува, ќе се надзборат ли сите тие жени? Па сигурно, нема нешто поубаво од мрежувањето на жени. Од мрежувањето нема поубаво и од тие идни нови пријателства и дружби кои што ќе се наметнат. Овој женски ретрит има повеќе теми на кои што ќе се зборува. Може да споменеме кои ќе бидат тие? Главната тема е зајакнување на жените, односно пронајди ја силата во себе. Меѓутоа, програмата што ја создадов е поделена на предавања во текот на 3 дена кои ќе ги поминеме таму, од техники за запишување на собствените емоции, мисли и цели, како водење на личен дневник. Зошто е тоа важно и колку е важно да се следиме себе си, своите емоции, својот прогрес, своите чувства, своите цели, колку тоа може да ни помогне да се изградиме себе си подобро како личност, но и да забележиме кои се нештата кои не кочат во нашето секојдневие, а кои се нештата кои што треба почесто да ги правиме. Тие техники јас лично ги користам и едве чекам за прв пат да ги споделам на овој ретрит. Понатаму ќе зборуваме и за самодовербата, за пронаоѓањето на сопствената суштина, визија и сопствените вредности, како сето тоа да го изградиме во нашиот личен бренд и секако да го искористиме светот на дигитализацијата во кој сега живееме, тој личен бренд да го пласираме. Така е. Добре, често знаеме кои се нештата кои што не кучат, но она што ни недостасува, споминавте самодовербата, она што ни недостасува можеби е силата и самодовербата да ги оставиме зад себе, да ги решиме пречките и да продолжиме понатаму. Често тука ни е потребна поддршка. Главно, веројатно, дружењето ќе биде во тоа да се поддржиме едната со друга, жените, затоа што нема кој подобро да не разбере ако не е друга жена да ни даде поддршка затоа што сите го живееме истото. Така е. Нешто неверојатно моќно се случува кога жени кои да речеме не се познаваат, ќе се соберат на едно вакво дружење и ќе разговараат на темата низ лично искуство, споделувајќи своји гледишта. Тогаш не само што се отвараат нашите хоризонти, туку се препознаваме едни во други, сваќаме дека не сме сами и гледаме други перспективи за истите проблеми, што значи дека добиваме друг пристап за решението, односно за решавање на проблемот. И тоа е моќта на вмрежувањето на жените и очекувам истото да се случи на нашиот ретрит во Крушево. Инаку да, поддршката е многу значајна, особено од жена на жена, како што жена може да разбере нели друга жена, никој така не може да не разбере и затоа мислам дека зајакнувањето на жените води и кон поголема поддршка која би си ја давале една на друга. Често заклучокот е тој, тешко ни е да споделиме што ни се случува со најблиските. Зошто? Затоа што се поштедуваме себе си од осудата. И можеби од неприфаќањето и неподдршката. А кога сме кај поддршката? Но колку е лесно и кои се бенефитите доколку споделиме она што ни се случува со луѓе кои што не ги познаваме. Тргнувам од себе, па велам добро, не ме познава, треба пред се да се представам себе си, а потоа треба да зборувам и за она што го поминувам. Да. Јас сум сватила дека има голема разлика помеѓу тоа некој да те сака и да ти е близок и да те разбира. Многу често луѓето кои не сакаат, неизмерно не сакаат, но тоа не значи дека не разбираат или дека разбираат ни што минуваме. Затоа е многу важно да изградиме свој систем на поддршка надвор од нашето опкружување, семејството и најблиските, кои ќе бидат луѓе, во овој случај жени, со кои минуваме низ слични работи и можат да не разберат. Нормално човек кој што минува низ слични нешта може
многу повеќе да ја почувствува нашата болка, на сето она низ кое минуваме и можеме многу поотворено да поразговараме со таквите луѓе, затоа и многу често се случува да е полесно да се отвориш пред комплетен странец, да речеме, затоа што се чувствуваш разбрано и чувствуваш дека некој вистински те слуша, без да има бариери, без да те осудува, без да мисли дека те разбира, всушност не те разбира. Најчесто блиските го прават тоа, не сакајки, не е намерата секако лоша, меѓутоа едноставно близината е толку многу голема да веќе некои работи мислат дека се подразбираат. Ке се согласите со мене дека сме во едно општество во кое што навистина многу се изложени жените на притисок во одредени години. Сега ти е времето да станеш мајка, па роди едно дете, роди уште едно дете, па како се грижиш за децата, па за работа. Дали работиш, дали не работиш, колку си реализиран на работа. Па дали ги завршуваш и семејните обврски онака како што се очекува од тебе, се грижиш ли за семејството и така натаму. Многу големи притисоци. За разлика од тоа дека не би сакала да сега некого да фаворизирам, но за разлика од тоа дека за спротивниот пол постојано нека неизмерна поддршка има и од женската и од машката страна. Дали можеби ваквиот начин на живот и ова модерно општество го наметнува тоа или можеби длабоко се вкоренети тие некои традиционални вредности и модерно време кое што се во судир едно со друго, што го прави тоа мнение дека е така? Тоа што го опиша е накратко отсликување на токму таа борба за рамноправноста, односно зошто е важно изборите на една жена да се вреднуваат исто како изборите на еден маж, односно начинот на кој една жена ќе реши да живее, да биде исто така вреднуван и да го има истото тоа право како и еден маж. И за жал ние сме многу далеку од таа точка, да бидеме искрени, од жената се уште се очекуваат безброј улоги кои таа треба да ги одигра совршено во општеството, а доколку се одлучи дека одредена улога не е за неа, од разни причини, или не може да биде за неа, тогаш таа е мета на многу осуди, многу предрасуди и многу коментари. Тоа е нешто кое навистина го отежнува животот на жената, создава многу предизвици. Жената во целиот процес да изгради еден баланс помеѓу сето тоа, многу често знае да се загуби себе си, да не најде поддршка во својата околина и затоа е многу важно да зборуваме на овие теми, но и да организираме вакви нешта каде што можеме да правиме мали чекори. Јас сум многу свесна дека има многу работа, но тоа се сепак мали чекори во вистинската насока кон зајакнувањето на жените. Токму овие ретрити се добре дојдени. Може да споменеме една од темите за која што ќе се зборува, а вашата работа верувам дека изминативе години ви го олесни тоа да изберете на која тема ќе се зборува. И постојано сте во комуникација со жените. Токму така, преку организацијата која всушност го организира овој ретрит заедно со туристичката агенција Voyager, имаме навистина создадена програма која е склоп на сето она кое јас го работам во изминатите години, но и на сите обуки, семинари, искуства кои јас сум ги стекнала низ годините. И едва чекам да го споделам сето тоа што го знам и што го имам во себе. Она што многу мислам дека би им било корисно е човек да се потсети на сопствената суштина и сопствените вредности. Тоа е навистина едно патување низ себе си. Ние многу често мислиме дека ги знаеме работите за себе, затоа што живееме брзо, многу ретко имаме време, па и навика да поразговараме со себе си и малку да се следиме себе. И човек кога ќе се потсети на сопствените вредности и на својата суштина зошто сме тука, сваќаме дека од тоа не смееме да бегаме, односно тоа е нашата мисија нели на овој живот и некако сите работи добиваат некоја поинаква димензија. И како велат, сите сме дојдени тука со некоја мисија, само треба да си се пронајдеме во тоа и се надам дека сите ќе имаат отворен пат пред се за реализација на своите афинитети. Синија, благодарам за гостувањето и се надам дека ќе помине онака како што вие сте го замислеле, овој ретрит, и дека тука можеби ќе се струшат стереотипите и дека навистина ова ќе биде пракса, затоа што во сегде надвор од нашата земја е пракса и се препорачува и се практикува на одреден временски период. Се добро кај нас малку работите споро, но тоа е нашата цел, да почнеме со овој ретрит и да организираме понатаму уште многу. Благодарам. Благодарам.